Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Виница ја одржа 20-та редовна седница, на чиј дневен ред советниците разгледуваа 30 точки. Акцент имаа финансиските прашања, особено околу разгледувањето на кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општината. Вкупно 29 точки од дневниот ред се најдоа на разгледување пред членовите на Советот на општина Виница на 20-та редовна седница. Главно прашањата беа од финансиска природа, при што најголемо внимание имаше за кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за првите 3 месеци од оваа година. Вообичаено, на почетокот од точката, објаснување за приходите и расходите имаше од секторот за финансии на локалната самоуправа. Купните приходи во буџетот на општина Виница се остварени во износ од 102.194.000 денари или остварувањето во проценти изнесува 35,23% од вкупно планираниот буџет. Во основниот буџет приходите се остварени во износ од 40.196.000 денари или 38% во однос на планираниот буџет. Кај расходите пак имаме остварување во апсолутен износ од 86.203.000 денари или 29,72% во однос на планираните. Расходите на основниот буџет се остварени 37.507.000 денари или 35,6%, дотациите 37.780.000 денари или 23,4%. Кај самофинансирачките активности имаме остварување на расходниот дел од 1.904.000 денари или 15,6% во однос на планираните и донациите 9.010.000 денари или 82,6%. По неколкуте дискусии околу дадениот квартален извештај за извршувањето на буџетот, беше дадена согласност за негово усвојување. Потоа се изврши и пренамена на средствата за други договорни услуги во детската градинка, а советниците дадоа согласност и за сопствено учество на општина Виница во проектот за регулација на коритото на Градечка река. Во рамки на 20-та седница се најдоа и точки за измена на статутот на општината и деловникот за работа на Советот, односно се прави дополнување во името на државата според уставните промени што веќе се завршени. Советот ги разгледа и извештаите за исправноста на водата за пиење од градскиот водовод и од селските водоводи во 10 населени места, при што е констатирано оти има значително подобрување во квалитетот и исправноста. Најголем дел од останатите точки од дневниот ред на седницата се однесуваа на давање согласност за барање од граѓани за утврдување статус на бесправно изградени објекти, како и за финансиска помош за реконструкција на покривот на црквата во селото Грљани. Јапонската амбасада донираше мини багер за Виница вреден близу 30.000 евра. Јавното комунално предпријатие Солидарност за кратко време го обнови возниот парк со уште 3 други машини. Во краток временски период, возниот парк на јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница го обнови капацитетот со 2 нови машини, ровокопач и мини багер со хидрауличен чекан. Мини багерот е донација од Јапонската амбасада во вредност од близу 30.000 евра, за што директорот Игорчо Христов искажа јавна благодарност. После добивањето на новиот ровокопач на почетокот на оваа година, еве сега стигна и донацијата од Јапонската амбасада во вид на мал мини багер од марката Хитачи, кој што ќе го користиме во урбаните средини, каде што големата градежна машина не може да влезе. Исто така со новата машина имаме и добиено и трикомер, односно хидрауличен чекан, така што тој уште еден плюс во нашата работа. Се надевам дека со добивањето и нова машина, услугите, односно квалитетот на услугите кон граѓаните ќе бидат зголемени. И уште еднаш сакам изразам благодарност до Јапонската амбасада, Јапонската влада и јапонскиот народ за оваа донација вредност од 30.000 евра и ние сме им бескрајно благодарни за тоа. Мини багерот покрај минијатурен ровокопач за тешко пристапните улици располага и со хидрауличен чекан, со што значително се олеснува работата на градежната група во ова предпријатие. Полициската станица Виница по повод предстојните правомајски празници апелира до учесниците во сообраќајот за совесно и одговорно однесување.
Од секторот за внатрешни работи Штип, полициска станица Виница, пред великденските и правомајските празници, ги потсетуваат возачите задолжително пред тргнување на пат да ја проверат техничката исправност на возилото. Конзумирањето на алкохолот, а потоа управување возило е неразумна постапка и во најмала рака ќе ги чини парична казна и времено одземање на возачката дозвола од страна на сообраќајната полиција, а во најлоша варијанта може да чини и живот. Поради зголемена фреквенција на сообраќајот да се обрне внимание на почитување на ограничување на брзината. Пешаците и велосипедистите како најранлива категорија да внимаваат и совесно да се однесуваат, бидејќи токму тие се почести жртви во сообраќајот. Мотоциклистите да ги почитуваат сообраќајните правила без кацика да не седнуваат на мотор, а доколку возат совозач да обезбедат кацига и за него. Собствениците на домовите пред заминување на излет добро да проверат дали им се обезбедени домовите, како би се заштитиле од несакани кражби и оштетување. Одличен успех и голем број награди освоија учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков на 3 државни надпревари по музика што се одржаа во Скопје. Заслуга за постигнатиот успех, освен учениците, имаат и нивните наставници ментори. Вкупно 32 награди освоија учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков на државните надпревари по музика што деновиве се одржаа во Скопје. 15 од нив се наградени на надпреварот Хармонија, 4 на меѓународниот надпревар Полихимнија, а уште 13 на државниот надпревар што го организираа музичките и балетски педагози на Македонија. Први места и награди на надпреварот Хармонија по наставниот предмет Теорија на музиката освоија Теона Манасиева, Луна Милосов, Викторија Петрова, Јован Филипов, Данча Ајтовска, Ана Јорданова и Јована Крстевска. Прво место на истиот надпревар освои и Иван Милосов на виолина. Со втори награди пак се закитија учениците Давид Ристов, Ана Ајтовска, Климент Филипов и Горица Јанева, сите по наставниот предмет виолина, додека Јована Захариева, Анастасија Таушанова и Михаел Митев се второ наградени на флейта. Јас сум Михаил Митев, ученик во музичкото училиште Ристо Јуруков и оваа година државни надпревар по солфеж освоив 100 бода, специјална награда. Овие надпревари од изминатите години, како и надпреварот оваа година, представуваат големо искуство за нас. Сепак пред се дружбата, трудот и посветеноста што ја вложивме, ја здогледа нашите наставници и благодарение нив ние освоивме многобројни награди. Освен првата награда за ученикот Митев во категоријата солфеж на државниот надпревар на музичките и балетски педагози, првонаградени се и Јана Танасковиќ и Мери Манасиева. Први награди на пијано пак добија Макарија Иванова и Никола Илиев. Втора награда на хармоника освои Андреј Сречков, а Мери Манасиева на класична гитара. Третите награди по хармоника им припаднаа на Петар Каров, Александар Димитриев и Кристијан Ставрев, а трето наградени на класична гитара се Филип Крстов, Ненад Малинов и Данче Ајтовска. Јас освоив прва награда, специјална награда на државно ниво по теорија на музиката. По одржување на овогодинешните надпревари на државно ниво во сите категории, ние успеавме да се пласираме на високо ниво и сето тоа немаше да се случи без нашите ментори кои постојано не поддржуваа и не бодреа. Се вративме со бројни специјални први места и први награди. А по солфеж учествуваа учениците Михаил Митев и Ана Танасковиќ, кои што освоија специјални награди со по 100 поени, а 6 дечиња учествуваа по теорија на музика. Од нив 3 зедоа специјални награди со прво место, со по 100 поени, тоа се Ана Јорданова, Јован Филипов, Теона Манасиева. Луна Милосова, Викторија Петрова и Јована Крстовска зедоа високи први награди. Честитки до сите ученици, надпреварувачи и се надевам дека ќе продолжиме така и во иднина и со уште поголем замов. На државниот надпревар Полихимнија пак, прво место на пијано освои Макарија Иванова, второто место на истиот инструмент му припадна на Никола Илиев, а трето наградена е Ана Митев. Милана Пантова доби признание за учество. Представници од сите класи во нашето училиште, од класите по виолина, гитара, пијано, хармоника и флейта, зедоа учество на овие надпревари, со тоа што имавме вкупно 22 учесника, од кои имаме една специјална награда, имаме 3 први награди, 10 втори и 7 трети, мислам дека беа.
со тоа што самите резултати кажуваат успеси. Значи, работата на менторите, на учениците, на корепетиторите, сите оние кои вложија труд во севкупната работа на нашето училиште, резултира со високи резултати. Од Основното музичко училиште Ристо Јуруков најавија дека во текот на мај ќе се одржи концерт за публиката во Кочани. На концертот ќе настапат сите наградени ученици, како потврда за прикажаните успешни настапи на надпреварите и за освоените награди. Великденска работилница организираше Основното училиште Свети Кирил и Методи со децата од детската градинка Павлина Велјанова в пресрет на големиот христијански празник Великден. Децата се запознаа и со училиштето и школската средина. Пресрет на најголемиот христијански празник Великден, Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани организираше великденска работилница со децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Заедничката работилница е со цел да го доближат училиштето до идните правачиња и да се запознаат децата со училиштето и училишната средина. Нашето училиште во чест на големиот христијански празник Великден организира великденска работилница со учениците, односно со дечињата од градинката Павлина Велјанова. Целта на оваа работилница е дечињата од градинката да се запознаат со училишната средина и со работата во училиштето. Заедно со нашите ученици денеска изработуваат великденска кошничка која што им послужи за престојниот великденски празник. Децата од градинката задоволни се вратија од средбата со повозрастните другарчиња и накратко научија и видоа како и тие ќе треба да се однесуваат до година која ќе бидат правачиња. Хуманитарни штандови ќе бидат поставени во наредните 2 дена за донирање за помош на Славица Димитрова од Кочани, која има болест на очите и потребно и лекување во Русија. Освен штандовите, за неа ќе биде организиран и хуманитарен настан. Хуманитарни штандови за помош на Славица Димитрова организираат група млади од Кочани. Истите ќе бидат поставени на 2 локации во градот за време на 2 дена, Велики четврток и Велики петок. Организаторите ги замолуваат сите граѓани доколку се во можност да донираат. Веќе добро познат за нас е нашиот сограѓанин Тоше Илиев, кој што е голем хуманитарец и веќе подолго време прави хуманитарни настани со цел да се помогне на други сограѓани чија што помош им е потребна. Така и овој пат се организираме за да собереме средства да ја помогнеме на нашата сограѓанка Славица Димитрова, која што има болест на очите и мора да се испрати на операција во Русија. Овој пат по повод празникот Великден ќе се организираат штандови во четврток, утре и во петок. Во четврток штандот ќе биде поставен од 10 до 3 часот кај триаголникот на кај местото Анафил, Тобако Анафил, додека во петок ќе биде поставен пред црквата за да можат сите граѓани да донираат или да се купат некои украси за Великден кои што ќе бидат поставени на штандот. Се разбира доколку временските услови го дозволат истото тоа да се реализира. Исто така, за во блиска иднина спремаме и хуманитарен концерт од страна на Тоше за Славица, кој што подоцна ќе биде најавен на телевизиите. Гости на хуманитарниот настан пак што ќе се одржи на 4 мај исто за помош на Славица Димитрова се стендап комичарите Никола Тодоровски од Охрид и Бојан Велевски од Скопје, а за музичкиот дел ќе се погрижат Виктор Постолов, Блањица Арсова и познатата Искра Трпевска. Со литургија и читање часови и евангелија ќе започне празнувањето на најголемиот христијански празник Великден. И годинава како и лани во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓеорги на Воскресение Христово од Ерусалим ќе биде донесен благодатниот оган. Со читањето часови со литургија на претходно осветени дарови во православните храмови започнаа великденските празнувања. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани на Велики четврток ќе се одржи вечерна со Света Василиева литургија, по која ќе се изврши општ маслосвет, а вечерта во 18 часот читање на 12 страсни евангелија и изнесување на свето распетие. На Велики петок царски часови, вечерно богослужение и изнесување на светата плаштаница и во 18 часот оплакување на гробот Христов со пеење на статии. Велика сабота вечерна со Света Василиева литургија. 23:30 полунокница со биење на камбаните. Велика сабота е ден кога што не треба да се
работи, еден ден кој што треба да го поминеме во молчени, во размислување за воскресението Христово, а овде постои една практика, една традиција да луѓето кои што велат овој ден е долга сабота и таа работа што ќе ја прават на тој ден ќе ја прават преку целата година и така тие овој ден го поминуваат во некакво празнување, лумпување, мрсење во седенки, што е апсолутно неправилно, бидејќи со ова покажуваме на вистинско богонепочитување, бидејќи Христос дошол за нас, бил распнат, бил положен во гроб, а ние буквално да не можеме да издржиме еден ден да се воздржуваме со пости, со молчење, многу лицемерно и тотално неприфатливо. Значи, празнувањето ни продолжува веќе во 15 за 12 часот, односно 15 минути до полнок, каде што нели со биење на камбаните и со литија, кружење 3 пати околу храмот, ќе се означи, ќе биде соопштена радосната вест за Христовото воскресение. Исто така да напоменеме дека празнувањето не завршува тука со завршувањето на 3 круга околу храмот, туку напротив продолжува со пасхалната утрина и со литургија, каде што сите оние кои што си имаат подготвувано може да пристапат да се причестат со телото и со крвта Христови. Свештениците од Кочанскиот храм информираат дека и годинава, како и лани, во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги на Воскресение Христово Великден од Ерусалим ќе биде донесен благодатниот оган. Арсовски додава дека во однос на причестувањето може да пристапи само оној кој постел во текот на постите, согласно благословеното, иако е исповеден пред духовен отец. Посета на медиуми и запознавање со нивната работа како дел од наставната програма за правооделение во основно образование. Учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи во посета на Канал 8. Учениците од прво оделение од основното училиште Свети Кирил и Методи во посета на Канал 8 телевизија. Согласно наставната програма, тие се запознаа со работата на медиумот, а од страна на вработените им беше објаснет начинот на подготовка вести, прилози и други емисии. При тоа тие поставуваа интересни прашања карактеристични за нивна возраст, а некои изразија и желба да зборуваат пред камера и да бидат новинари во иднина да работат во медиум. Јас се викам Филип Тамелков, довеѓам од Кирил и Методи. Јас сум прво одделение. Дојдовме на поседа во Канал 8. Сакам да работам во телевизија. Јас се викам Андреја Димитрова. Денеска сме во Канал 8 и многу ми се допаѓа телевизијата. Кажи ми, во иднина ти сакаш да бидеш новинар? Во иднина јас сакам да бидам новинар. Во Канал 8 телевизија. Добро. Зошто дојдовте тука? За да видиме како се приготвуваат прилозите и како се работи телевизијата. Јас се викам Алек Велков и доаѓам од основното училиште Свети Кирил и Методи. Многу ми се допаѓа телевизијата и еве денеска сме во Канал 8. Посетите на учениците на медиумите и нивно запознавање се дел од наставната програма за правооделение во основно образование. Следува информацијата од спортот. Нов успех постигна кочанскиот борач и поранешен член на Спартак Столе Евтимов на државното поединечно јуниорско првенство на Бугарија, што се одржа во Ловеч. Во силна конкуренција во категоријата до 86 килограми, тој го освои второто место. Успесите на поранешниот борач на кочански Спартак Столе Евтимов продолжуваат и во бугарското државно првенство во борење. На шампионатот на Бугарија во поединечна конкуренција Евтимов го освои второто место во јуниорска категорија, во тежинска конкуренција до 86 килограми. Причината поради која тој учествува на националното боречко првенство во соседната земја е што Евтимов студира во Бугарија и настапува како член на боречкиот клуб НСА Академик од Софија. Конкуренцијата во неговата категорија била силна и настапиле вкупно 13 борачи од неколку бугарски клубови. Во финалето, во борбата за првото место, кочанскиот борач загубил од конкурентот Славов од боречкиот клуб од градот Хасково.
Сепак, и пласманот на вице-шампионската позиција за Евтимов е одлично постигнување, со оглед што бугарската боречка лига е далеку посилна од македонската. Инаку на државниот јуниорски шампионат на Бугарија учествувале вкупно 129 надпреварувачи од 35 клуба. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.